Денеска се наоѓаме во Малта, поточно во местото каде што апостол Павле за прв пат стигнал во Малта. Позади мене е брегот каде што се случил бродоломот и апостол Павле стигнал во Малта. А ние денеска ќе се обидеме да ги посетиме местата кои што се опишани во Библијата, местото каде што тој престојувал и слично, така да се надевам дека ќе уживат. Апостол Павле е тој што го донел христијанството во Малта, но и во Македонија, така да доколку сакате ваква слична верзија и за Македонија, пишете во коментар. Сега сме точно пред брегот каде што започнало се. Апостол Павле бил уапсен во Ерусалим поради својата вера и затоа што го проповедал Исус Христос. Како римски граѓанин, тој побарал да му суди самиот цар, па бил испратен во Рим. На патувањето бил качен на Александриски брод заедно со уште 276 луѓе и уште пред да испловат, Павле ги предупредил, но никој не го послуша. Набрагу ги зафатила силна бура наречена Евроклидон. 14 дена бродот бил носен од брановите, а патниците ја изгубиле секоја надеж дека ќе преживеат. Тогаш Павле станал пред сите и им рекол да не се плашат. Им сведочел дека во текот на ноќта му се јавил ангел Божи и му кажал дека никој нема да загине, иако бродот ќе биде уништен. Кога осамнало 14-тото утро, морнарите здогледале копно. Во обид да го насукаат бродот на песочен брег, тој удрил во подводен песочен гребен. Некои допливале до брегот, а други се спасиле држејќи се за древни штици од распаднатиот брод. И така сите се спасиле на копното. Денес, местото каде што според древната малтешка традиција се случил бродоломот, е познат како Сент Паулс Беј. Уште од првите векови христијаните го поврзуваат овој залив со настаните опишани во дела 27 и 28. Во заливот се наоѓаат и Сент Паулс Айлендс, мали островчиња на кои има голема статуа на апостол Павле, поставена во чест на неговото пристигнување. За малтежаните ова не е само историско место, туку символ на моментот кога христијанството пристигнало на нивниот остров. Сент Паулс Беј не е градот на Павле, туку модерен крајбрежен град именуван по традицијата за неговиот бродолом. Во овој град се наоѓа најстарата крајбрежна кула во Малта, од која има одличен поглед кон заливот и островчињата. Исто така има и локална парохиска црква посветена на бродоломот на Павле. Откако сите 276 патници се спасиле како што предвидел Павле, жителите на островот ги пречекале со голема човечност. Павле почнал да собира дрва за огнот за да им помогне на останатите и тогаш се случил еден необичен настан. Кога Павле ставил гранки на огнот, од топлината излегла отровна змија и му се закачила на раката. Жителите помислиле дека тоа е Божја казна, но Павле само ја оттурнал змијата во огнот и не му се случило ништо. Кога виделе дека останал неповреден, луѓето останале вчудо невидени и целосно го промениле своето мислење за апостол Павле. Моментално се наоѓаме во градот Рабат, каде што апостол Павле престојувал некаде околу 3 месеци. Овде се наоѓа и пештерата, така да сега ќе одиме да посетиме и неа, а врз пештерата е изградена црква, така да ќе одиме да видиме дали ќе може да влеземе и да ја видиме пештерата. Над пештерата денес е изградена базиликата Свети Павле, една од најзначајните христијански цркви во Малта. Според древната малтешка традиција, таа е изградена токму на местото каде што апостол Павле престојувал, се молел и ги поучувал првите христијани на островот за време на 3-месечниот престој. Иако ова не е директно запишано во Библијата, уште од првите векови христијаните ја почитуваат пештерата како место поврзано со неговиот престој. Затоа денес таа е една од најсветите и најпосетуваните христијански места во Малта. Символ на верата и почетокот на христијанството на островот. Во близина на Рабат живеел Публи, римскиот управник на островот. Таткото на Публи бил тешко болен, а Павле влегол кај него, се помолил, положил раце врз него и го исцелил. По ова чудо, многу други болни од островот почнале да доаѓаат кај Павле и исто така биле исцелувани.
А веднаш во близина на Рабат се наоѓа и градот Медина, мислам дека се викаше, така да сега одиме да го посетиме и него. Денес во Медина се наоѓа катедралата Свети Павле, изградена на местото каде што се наоѓал домот на Публи и представува место каде според преданието, верата што Павле ја донел почнала да пушта корени. Во градот Флоријана се наоѓа црквата Свети Публи. Според црковната традиција, Публи бил длабоко трогнат од средбата со апостол Павле и од исцелувањето на неговиот татко. Тој го прифатил христијанството и станал првиот епископ на Малта, посветувајќи го својот живот на ширење на Христовото учење. Подоцна заминал во Атина, каде што бил погубен како маченик поради својата вера во Христос. Во чест на неговиот живот, малтежаните ја изградиле оваа црква. Во неа се чуваат уметнички дела што ја прикажуваат неговата средба со апостол Павле и почетоците на христијанството на островот. А сега одиме во моментално главниот град на Малта, а тоа е Валета, и таму имаме да снимиме една многу битна работа, која што се надевам ќе ни биде дозволено. Така да, одиме. Иако апостол Павле останал на Малта само 3 месеци, неговото влијание на островот се чувствува и речиси 2000 години подоцна. Едно од најдобрите сведоштва за тоа е црквата St. Paul of the Shipwreck во Валета. Во црквата се чуваат неколку значени реликвии. Најпознатата е дел од коската на десната рака на апостол Павле. Тука се наоѓа и дел од столбот за кој според преданието Павле бил врзан за време на неговото заточеништво во Рим пред маченичката смрт. Во центарот на црквата се наоѓа и голема статуа на Свети Павле, која секоја година на 10 февруари се носи низ улиците на Валета. На тој ден малтежаните го слават бродоломот на апостолот не како несреќа, туку како Божја промисла што го донела евангелието на нивниот остров. Оваа црква не потсетува дека приказната за Павле не завршила со неговото заминување од Малта, напротив, неговата вера продолжила да живее низ генерациите, а островот го памети како човек кој пристигнал како затвореник, а останал запаметен како апостол. Моментално се наоѓаме на островот Гозо, каде што најверојатно ќе го завршиме ова видео. Според традицијата во Малта, овде е местото каде што апостол Павле ја напуштил Малта. По 3 месеци поминати на Малта, дошло време Павле да го продолжи своето патување кон Рим. Низ вековите се појавила древна малтешка традиција, која вели дека Павле го започнал последниот дел од своето патување токму од денешното пристаниште Марсалфорн на островот Гозо. Денес, покрај морето се наоѓа црквата на бродоломот на Свети Павле, изградена во чест на ова предание. Така завршува приказната за Малта. Апостол Павле пристигнал на островот како затвореник, по еден од најпознатите бродоломи во библиската историја, но си заминал оставајќи нешто многу повредно од било какво богатство. Вера, која продолжува да живее на Малта речиси 2000 години подоцна.